Премиер на владата на Република Северна Македонија, Индеруар. Почитуван председател на Собранието, Талат Джафери, почитуван председател на Економската комора Неби Ходжа, почитуван прв заменик премиер Артан Груби, почитувани колеги министри, Крешник Бектеши, почитувани представници на стопанските комори во Северна Македонија, Албанија и Косово. Поздрав до сите присутни. Драг Албан. Кога зборуваме за ситуацијата во која се наоѓаме и сериозноста на оваа криза, не говориме само за бројки или економски статистики, туку зборуваме за сериозни загуби во економијата и нашето општество. Зборуваме за сериозна опасност по нашите животи и нашата иднина и благосостојба. Затоа, тоа што сакам да го кажам е за сериозноста во која се наоѓаме, но исто така во овие тешки моменти докажуваме дека сме уште појаки од каменот и докажуваме дека се имаме храброст и аспирации и можности од нашата внатрешност. Кога велам од себе си, почнувајќи од инспирацијата која е за предприемачите, сите вие кои сте овде знаете, секоја ваша идеја извира од некоја визија што сте ја имале. Реализирана е со храброста што ја имале и посветеноста. Истото е со државните институции, истото е и со владата, истото е и со парламентот, сите институции со кои раководиме. Но тоа што не учи од оваа криза е дека сето ова сами не можеме да го реализираме. Секој од нас поединечно, туку можеме да го реализираме со една организирана взаемна соработка за да успееме. Верувам дека овој пат во една вакво место кога во овој кризен период вие како Стопанска комора докажувате за одржливоста во промоцијата на топ 100 на најуспешни компании во минатиот период, како што се презентира со тренд во пораст. Тоа што сакам да го нагласам, да ги споделам бројките, дека најмалку тоа што се вели и може да се измери е тоа што може да се мери. Нештата можеме да ги мериме ако ги мериме. И статистиката ни служи за да се ориентираме каде сме и каде претендираме да стигнеме. Глобалната актуелна криза ја засегна и нашата земја и економија, како што сте го почувствувале во вашите компании. Тоа предизвика во второто тромесечје пад од 14,9% од бруто домашниот производ во споредба со минатата година. Исто така, тоа што излезе како статистика дека во второто тромесечје сигналите се подобри. Значи, ако во првото тромесечје имавме пад од 14,9, во второто тромесечје имаме подобрување на состојбата со 3,3%. Пад, кој е на тромесечно ниво е за 9 месеци е пад од 5,9%. Но тоа што е позитивно и е дека трендот на пад, поголемиот удар веќе не беше случај. Проекциите и политиките со кои патувавме заедно во овој месец, како влада, државни институции, заедно со вас како стопански комори, не сме се предале, тоа зборуваат мојките. Ако во третото тромесечје продолжи падот во потрошувачката во 4,1%, јавната потрошувачка продолжи забележа пад од 13,5%, бруто инвестициите од 34,4 пад во второто тромесечје, постигна да ги забележиме раст во 4,2% во третото тромесечје. Многу смело и храбро. Политиките на владите, но и вашето дело, вашата храброст како стопански комори да инвестирате во кризно време. За ова сме многу благодарни да продолжиме со овие политики со заедничко патување и падот од 5,9% ќе беше уште поголем ако беше 1,6% на доместокот за еден раст на политиките, односно јавната потрошувачка. Почитувани представници на Стопанската комора, кои сте денес присутни, ќе продолжиме со ова патување заедно, за да се справиме со COVID,
од аспект на сочуване нашите животи, нашето здравје и за да заштитиме економијата и закрепнувањето. Закрепнување кој гарантира поголем економски раст и забрза како што беа вашите статистики за постојан раст. Нашата амбиција во програмата, владината програма и моја должност како министер по финансии во соработка со вас и е да го одвостручиме економскиот раст од 2 до и забрекапе да биде повеќе од 4 или 5% во едниот период и проекциите во буџетот за 2021 со 5-годишна рамка е идната година да одбележиме раст од 4,1 од GDP-то, да продолжи 2022 со 4 и во 2020 да стигнеме 5,9% пораст со една стратегија за економска закрепност. Економска закрепност предизвикана од COVID и забрзан пораст и сеопфатен, вклучувајќи ги сите економски сегменти во земјава. И по-конкретно, сега ќе потпишеме набрзо договор со Европската инвестицијска банка со 100 милиони евра за кредити кои ќе важат за идната година. Оваа година ќе отпочне и реализацијата на кредитот од Европската Унија, кој овозможува кредити без камати 30% за инвестиции од бизнисот, млади и жени и насочени кон извозот, инвестиции за модернизација и иновации кои подразбират зелена економија и дигитализација. Сите овие трендови со 30% грантови и 0 камата за малите и средни предпријатија. Исто така, ќе продолжиме со поддршката на приватниот сектор преку една гаранција, државна гаранција преку Банката за развој, исто така основање на инвестицијски фондови за развој преку Банката за развој. Сите овие можности ќе создадат подобра иднина која вие преку пазарот и можностите од овие политики ќе ги остварите. До сега се реализирани околу 177,8 милиони евра кои се расходи од централниот буџет, таксите на граѓаните и корпорациите, за да се справиме со COVID и за да ја помогнеме економијата. Исто така 64,4 милиони евра до сега се реализирани како кредити од Банката за развој кои беа без камата или со ниски камати. Во буџетот за 2021 сме предвиделе 1,15 милијарди евра за економски развој, односно 27,5% од буџетот. И ова е тренд на пораст во споредба со минатите години. А за наредната година исто така, за да сакам да ве уверам, ќе менеджираме и евентуалните влијанија од ковидот, сме издвоиле 50 милиони евра средства за програмите во владата за ковид, а 40 милиони евра се од Банката за развој, од Светска банка за заштита на тие кои ќе ги загубат работните места или евентуално тие кои ќе имат се ранливи категории. На крајот сакам да ви известам дека во рамките на овој план, 5-годишна рамка, предвидени се во буџетот за 2021 инвестицијски план од 3,1 милијарди евра во идните 5 години, проекти во инфраструктура и сите сектори кои ќе влијаат во конкурентната способност на земјава. Почитувани присутни, сето ова кое го презентиравме од една кризна ситуација и оптимистичка перспектива ќе зависи од нашата соработка. Ние ќе бидеме транспарентни, отворени за соработка и за да ги реализираме сите овие кои целиме во идниот период да го оствариме. На стопанските комори во Македонија, значи остануваме партнерски да го спроведеме овој процес не само на закрепнување на нашата економија, туку да градиме уште посолиден и позабрзан раст за наредниот период, значи дуплирање на растот од 2,5 во просек што било во последните 10 години, просечно 5% годишно ниво раст во наредните години после овој план за 5 годишен раст на нашата економија. Ви благодарам.